Министерката за образование Мила Царовска очекува оваа учебна година да започне со физичко присуство на сите вклучени во образовниот процес. Доколку дојде до потреба од измени, тие ќе се направат, изјави Царовска, мислејќи на пандемијата. Кризниот штаб ја донесе одлуката, препорача на владата, денеска имаме владина седница, каде што очекувам да оваа одлука се потврди и да ја почнеме учебната година со физичко присуство. Секако има исклучоци за оние деца кои што се со хронични болести или имаат во семејството некој кој што се одредена хронична болест, ќе може да добијат одредено ослободување и да може да следат настава. Секако децата кои што во момент ќе одат во изолација, исто така ќе им биде овозможено да следат онлайн настава. Во делот на ризикот од невакцинираните наставници, Царовска вели дека состојбата во образованието во однос на други сектори е добра. Сметам дека во образование мораме да постигнеме уште повисок процент на вакцинација, иако во моментов тој е дупло од националниот просек на вакцинација, затоа што имаме над 62%, но сепак ако постигнеме 1% од 80%, јас ќе бидам навистина презадоволна. Наставниците веќе се враќаат и од одмор и сигурна сум дека ќе имаме уште една поголема акција на вакцинирање до 1 септември и уште побезбедно ќе се чувствуваме во училиште. То доколку некои од наставниците одбијат да се вакцинираат, Царовска потврди дека поединичен притисок нема да се врши врз никого, но реалниот ризик мора секој да го има во предвид.